Прво, процедурално да кажам дека оваа резолуција е поднесена врз основа на истиот член, односно член 204, за која е поднесена и нашата декларација за признавање на државата Палестина, но сепак оваа резолуција се најде директно на собраниска седница, а нашата е се уште заглавена во матичната комисија за надворешна политика, но потоа владачкото мнозинство изгледа свати каква глупост направи, па утре дента ја презакажа седницата, која што денеска, резолуцијава ја ставија на политички систем како работно матично тело, што не е точно, и истата, сега денеска ни се наоѓа на дневен ред и координаторот Мицевски ни вели дека сме имале време да поднесеме амандмани. Јас искрено сакав да поднесам амандмани, но која видов резолуцијата едноставно беше непоправлива. Зошто е тоа така? Како што говореше и координаторот Мицевски како образлагач на оваа резолуција, резолуцијата се занимава со шпекулацијата во однос на прашањево. А шпекулацијата во однос на прашањево е тоа дали ќе се носат мигранти или не. А не се занимава со предметот на шпекулацијата. Ние како собрание со резолуција можеме да ја дадеме рамката на која што ја ограничуваме владата во нивниот маневар во однос на тоа. Во оваа резолуција тоа никаде не се предвидува. Ме разбирате, значи резолуцијава ја третира шпекулацијата која што мисли дека опозицијата се појавила, тоест позицијата мисли дека се појавила, односно како оваа резолуција да ја поднесува владата и со истата да кажува, еве, ние опозицијата лаже, еве, ние со резолуцијава ви кажуваме дека опозицијата лаже. Затоа еден документ, резолуција, ова е срамота и го руши дигнитетот на собранието. Мислам, претпоставувам дека и стручните служби во собранието срамиме да видат оваа резолуција како официјален документ на собранието, затоа што пред се, например, во насловот осудува опозицијата. Ако ни се појавила тема како опасност од тоа владата да увезе мигранти кои што побарале азила биле одбиени од Велика Британија. Што ние можеме конкретно да направиме со тоа? Например, ние можеме да утврдиме во кои случаи владата не би требало да прими мигранти од одбиени за азил во земите од нашите стратешки партнери. Затоа што ова го говорам, затоа што неколку пати извршната власт говореше за олеснување на процедури за давање на работа на странци, само за оние проекти кои што ги водат фирмите од нашите стратешки партнери. И ние, например, формулацијата која што се појави во британските медиуми, односно и во документите кои што претходната влада и оваа влада ги подпишува како стратешки документи за соработка со Велика Британија, се странци чие барање за признавање на правото на азил било одбиено во Обединетото кралство и Северна Ирска. Значи, ние во оваа резолуција никаде немаме дека ние како собрание ќе ја ограничиме владата да внесе во било која форма странци кои побарале, кои биле одбиени во нивното право да бараат азил во Велика Британија, во никаков облик нема да ги примаме во Република Македонија. Тоа го нема. Колешката Јована претходно спомна зошто ние не би требало да му веруваме на премиерот и генерално на извршната власт, но еве и да го легитимираме вашето тврдење дека се лажни предупредувањата на опозицијата. Но таа појава не можеме ние да ја третираме со резолуцијата. Ние мораме да го третираме со резолуција прашањето кое што се појавува како опасност
со кое што манипулира, условно речено, опозицијата. Значи, ајде да направиме една резолуција која што на вистина ќе ограничи владата за примање на мигранти. Инаку да го поправам колегата Малиша, ние веќе имаме мигранти. Тоа е со договорот до Бехтел-Ленка, кој што вие рековте дека ќе го укинете, не го укинавте. И од тука се појавува потребата да не му веруваме ни на Мицковски, како што не му верувавме ни на Заев. Во резолуцијата се вика дека се ширела лажна кампања. Значи, ние сега тука како собрание утврдуваме дека таа кампања е лажна и ја осудуваме истата кампања. Дајте да видиме дека лажната кампања се појавува по одреден проблем кој што бил пренесен во други медиуми, значи не кај нас, во Британија. Исто со резолуцијата никого не задолжуваме. Зошто не го задолжиме? Значи тоа е определено во членот 203 став 2, да го задолжиме Министерството за надворешни работи да ги демантира и да испрати официјален демант и до британските медиуми и до другите медиуми во странство кои што го шпекулирале сето ова. Потоа велите дека ќе се поништат сите вакви договори на претходната влада. Да, се согласувам, но ние треба да почнеме конкретно што. Например, дајте да го поништиме договорот за Partnership Trade and Cooperation Agreement, кој што Бујар Османи го подпиша со Обединетото кралство во 2020 година. Дали ова што вие во точка 4, мислам беше таму, сте предвиделе дека ќе се поништат сите вакви политики на претходната влада, дали тоа значи дека и овој договор ќе го поништиме? И овој договор не може да се поништи само со декларација во резолуција, туку дајте го тој договор тука во собрание да го поништиме со закон за престанок на тој договор. Дали ќе го поништиме и новиот договор кој е врз основа на овој во 2020-та, кој што исто така предвидува договор за стратешко партнерство, нели од мај 2025-та, предвидува соработка во областа на одбраната и безбедноста, каде што оваа резолуција можеби требаше да оди во Комисијата за одбрана и безбедност. Врз основа на овој договор исто може да се донесат мигранти. Дали, например, да ја запреме, дали ние во една резолуција не можеме, ако сакаме да се осигураме по ова прашање, да ја запреме активноста во заедничката група за миграција, Joint Migration Task Forces, кој што моментално е активна. Дајте во оваа резолуција да кажеме владата подхитно да ја запре активноста во оваа група во која се договараат форми и начин како одбиените од азил од Велика Британија треба да се пренесат во земјите од Западен Балкан. И уште еднаш, почитувам колега Малиша, не е точно дека британскиот премиер ги демантираше таквите изјави. Он демантираше дека е постигнат договор, а кажа експлицитно дека се воделе разговори со сите земји од Западен Балкан. И Босна тоа директно го одби со изговор дека, тоест не изговор, со декларација дека тоа е контра нивните национални и безбедносни интереси во овој момент. Албанија, исто премиерот Еди Рама, недвосмислено го одби. Единствено, кажавте дека наводно Косово прифатило, дека тоа било шпекулација на опозицијата, тоа не е точно. Пред 5 дена изјавата на Албин Курти да ја видите, он ќе ви каже дека они се спремни да ги прифатат, иако немаат многу капацитет, но да покажат добра волја како должност кон стратешкиот партнер Британија. Така да што се воделе разговори. Дајте ние со резолуцијава да не ја третираме шпекулацијата која што наводно ја направила опозицијата, туку да го третираме проблемот и да ја ограничиме на вистина владата да не може во било која форма да внесе мигранти. Благодарам.